занимањата, од друга страна пак деновиве имаме распишани огласи за работување во повеќе државни институции. Меѓу другото се појави и примери на вработени синови кетпинодини на функционерот власта. Како го коментирате ова? И второ, има уште еден случај на смртен случај на одбор Видин. Опозицијата обвинува за неспособност или пак за непревземање на соодветни мерки за спречување на двете епидемии, ние сме одбилите со како ги коментирате? Што се однесува до вработувањата, вие многу добро знаете, претпоставувам за вработување во јавен сектор ме прашувате. Вработувањата во јавниот сектор одат согласно годишните планови за вработување и верувам дека динамиката си одредуваат работодавачите. Околу непотизмот не би можела да коментирам, немам сознанија. Вие како новинари сте на потек преку истражувачкото новинарство да ја подигате јавноста за да има реакции на ваквите случаи доколку постојат. Во однос на епидемијата за морбили и епидемијата за грип, јас би ве адресирала на погрешните политики кои што претходната власт цели 11 години ги спроведуваше. Имено, недовербата во здравствениот систем, заради тоа што Република Македонија беше депонија на лекови со сомнително потекло и оттука сомнежот и антивакциналната кампања која што беше спроведувана години наназад, не доведе до ситуација да родителите одбиваат да ги вакцинираат своите деца. Морбилите како заразно заболување кај малите деца, особено на оние под 13 месечна возраст, затоа што првпат вакцината се прима после 13-тиот месец и заради коморбидитетни состојби, заради слабиот имунитет може да доведе до сериозни компликации и до смртност. Грипот, знаете дека и години наназад е присутен, особено и оваа година, после 2 години свинскиот грип е присутен во Република Македонија, меѓутоа тоа е вирус кој што е многу потентен, моќен, кој што предизвикува сериозни компликации, особено кај ранливите категории на граѓани, младите и возрастните, кои што истовремено имаат други коморбидитети, односно други дополнителни заболувања. Дали се мисли на други дополнителни мерки против морбили? Да се прават кампањи на што договори Министерството за здравство. Или, например, таму каде што се појавуваше за заразата, барем дали се превземени мерки за, не знам, дезинфекција, чистење, дали тоа може да помогне, бидејќи голем дел од заболените, ама голем дел од заболените не се случија токму на клинички центри, што здравствено станува. Вака, заболените се случуваат надвор од болниците, се случуваат во средините во кои што живеат. Пред се во градинките изби епидемијата и тоа на Скопското подрачје. Оттука Институтот за јавно здравје, епидемиологија ги презедува сите неопходни мерки кои што се редовна процедура согласно медицината базирана на докази. Дезинфекција се само попратни мерки. Најважно е да ги изолирате децата кои што имаат симптоми на морбили и кои што се докажани. Затоа што морбили или мали сипаници како заболување е една од заболувањата кои што има 100% контагиозност. Тоа значи доколку во чекалната, во амбулантата има едно болно дете, тогаш сите деца ќе бидат заразени и тие што не се вакцинирани ќе се разболат. Дополнителната мерка и најважната мерка која што Министерството за здравство преку јавноста, преку објавите на сите стручни лица кои што се задолжени за ова, доведе до тоа да од некаде 11.000 невакцинирани деца, 6.500 деца бидат вакцинирани против морбили. Доколку тоа не се случеше, ние сега ќе имавме епидемија од многу поголеми и посериозни размери. Паска може прашање извршниот одбор кога ќе заседава прелиминарно да одговорите на барањата на опозицијата за предвремени парламентарни избори, а потоа и за председателските, мислам што она што ви следува според агендата. Јас сум член на Централниот одбор по функција, не сум член на Извршниот одбор и од тука, доколку има седница Извршниот одбор, јас не сум информирана затоа што на седницата би биле поканети тие што се членови. Инаку за подсетување, пред 10 дена кога имавме Централен одбор, ние го овластивме Извршниот во име на партијата да ги донесе одлуките околу предвремени председателски избори и кандидатот со кој што Социјалдемократскиот сојуз ќе излезе на предстоечките председателски избори. Дефинитивно потврдувањето на председателскиот кандидат ќе биде објавено на конгресот кој што ќе се одржи на 3 март. Те поканени за Централен одбор? Централен одбор нема да се одржи деновиве. Заврши Централниот го овласни Извршниот да ја донесе одлуката во име на партијата. А кога го овластите, не намавте од прилика кога тоа би се случило, имајќи предвид дека веќе организираме едни избори или барањето беше да се
организираат заедно со председателски до скоро време. Бидејќи сепак се работи за рокови, значи Да. Видете, Централниот одбор беше одржан пред да биде ратификуван, односно подпишан протоколот како во НАТО, така во грчкиот парламент. Од тука, тие два настани беа најприоритетни за Република Македонија кон нашиот евроинтегративен и евроатлантски пат и од тука во оваа седмица не беше завршен, не беше одржан состанокот на извршниот одбор, меѓутоа верувам дека после сите анализи и разгледување на сите опции, одлуката многу скоро, затоа што и ние како членови на партијата очекуваме дека ќе биде обзнанена многу скоро. А председателот Талат Џафери, знаете, во петокот ги распиша председателските избори кои што ќе се одржат на 21 април, првиот круг. Дали веќе имате добиено некоја кандидатура со оглед на тоа што објавивте јавен оглас за прибирање на понуди, така да речам, за председателски кандидат? Дали е дојдено од надвор од некој независен или како Гордана Сијановска до ВМРО што исправи? Видете, јас сум пратеник во законодавниот дом и јас не би можела да ви одговорам на овие прашања. Ќе ги адресирате на високото раководство на партијата, генерален секретар и така.